Денеска на овој настан слушнаме многу добри практики, многу добри искуства од ученици од училиштата во Струмица и од младинските организации, каде што кажуваат дека не само на професионален план, туку и на личен план програмата Erasmus Plus буквално им ги променила животите, ги продобриле своите јазични вештини, ги подобриле подигнале својата самодоверба и така натаму запознале другарчиња од другите европски институции и оние другарства траат и до ден денес. Програмата Erasmus Plus има навистина голем импакт во нашата држава, сите се стремиме на европско образование, тоа мислам дека програмата го возможува и доследно се движиме кон тоа да имаме европско образование. Претпоставам дека беа пренесени искуства од претходно, но може ли да не кажете дали имаме отворени повици за во моментов во иднина кои се плановите во однос на Erasmus програма? Повиците завршија, последниот повик беше на 5 март, но тоа не значи дека тука застануваме, наредниот повик е во октомври, така да имаме време нели да се спремат и сите организации кои што сакаат да аплицираат во програмата, имаат време да се спремат до октомври. Националната агенција буквално стои на располагање на сите потенцијални корисници кои што се заинтересирани да се опретат. Нашите вработени се доста стручни, може да им ги дадат сите оние детали кои што им се потребни и да ги охрабриме за да аплицираат во програмата и тоа го правиме постојано. Ова не е само, ова е еден од градовите кои што планираме да го посетиме. Понатака планираме да го посетиме повеќе градови. Ова е, да кажем, еден вид на караван кој што ги посетуваме сите оние околни градови кои што сакаат и може да аплицираат во програмата. Ги собираме сите училишта, сите организации, ги собираме и дури универзитетите за да можеме нели да кажеме дека програмата го опфаќа целото формално и неформално образование во државата, не само да кажем формално образование кој што ги имаме од градинките па натаму. Успеваме ли тие позитивни практики или примери и иновативни решенија кои што се дел од европското образование да ги применуваме потоа во нашиот образовен систем, независно дали ќе биде и може и неформално образование? Апсолутно можам со сигурност да потврдам дека Европската комисија, бидејќи агенцијата има во цела Европа, ние сме полноправна членка или учествуваме во програмата како да сме земја членка на Европската унија. Затоа секоја година се стремиме буџетот се повеќе и повеќе да расте за да му возможиме на нашите, да кажам, граѓани, ученици, соученици, студенти и така натаму да може да го почувствуваат сите можности кои што ги носи програмата и сето она кои што го научеле во странство да го донесат до Македонија. Буквално програмата Erasmus Plus не е карта во еден правец. Сето она кое што го научиле во програмата, тоа е позитивното за нашата држава. Сето она што го научиле во програмата и сите искуства кои што ги собрале ги пренесуваат во нашата држава. Некако, директор, ќе мораме да признаме дека токму се сваќа како карта или билет во еден правец. Ова е и нож со двеоштрици. Можат да стекнат искуства и да бидат препознани па да останат таму каде што отишли. Многу ми е драго кога слушам и во сите анкети кои што ги имаме од кога ќе се вратат од мобилноста, дека навистина онамо посебно каде што одат на пракса учениците, дека се од рамо до рамо со сите европски образовни институции или пак можеме да се пофалиме дека имаме квалитетно образование, но тоа во програмата не е овозможено. Најубавата работа е што во нашето општество го пренесуваат целосното знаење и имаат можност да го научат тоа и да го пренесат тука. Затоа велам и повторно ќе повторам дека програмата Erasmus Plus не е карта во еден правец и нема можност за, да кажам, останување во странство со оваа програма. И за крај, која е она порака што би сакале како прв човек на Националната агенција да упатите до младите, учениците, средношколците, но и младите, впрочем со оглед дека Erasmus е и за млади, овде од Струмишкиот регион? Да, многу ми е драго многу ми е криво што во мојот период додека студирав или пак додека бев помлад човек, немав можност да има ваква програма во тој период, затоа ги охрабрувам сите и на сите млади луѓе, апсолутно им давам поддршка да се обратат до Националната агенција. Со сите наш капацитет би им помогнале за да може да аплицираат, би им ги покажале сите можности, сите убави работи кои што ги нуди програмата, да аплицираат во програмата, да посетат некоја европска држава и за да може да препознаат какво образование има во Европа и да го донесат дома и да можеме да направиме едно европско образование како што се служува во нашата држава.